Најново издание на вестите на Слободна ТВ. Добро дојдовте. Власта преку јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта склучила 9 милионски договор за набавка на битумен. Според цените кои ги плаќаа преку тоа претпријатие, еден камион чини 12.000 евра, а пред неколку недели јавното претпријатие Улици и патишта од Скопје сличен ваков материјал набави за 11.000 евра помалку, односно 1.200 евра. Велат од ВМРО ДПМН. Оттаму прашуваат како е можно јавното претпријатие за одржување и заштита на магистрални и регионални патишта, кое е претпријатие кој има поголем обем на работа и порачува поголеми количини, да плаќа 10 пати поскапо од помало претпријатие кое е под јурисдикција на град Скопје. Според првичните присметки, криминалот изразен во разлика на цени е неколку милиони евра, велат од опозицијската партија. Оттаму го повикуваат јавното обвинителство да не чека информации од медиумите и веднаш да утвори случај. Или пак повторно некој друг ќе биде виновен, само луѓето во власта не. Криминалот и заштитата која сега ја чувствуваат представниците од власта мора да знаат дека наскоро ќе заврши. А тогаш ќе има одговорност за секој еден кој се огрешил пред законот, велат од ВМРО ДПМН. Со ребалансот на буџетот за 2022 година обезбедивме одржување на макроекономската стабилност, но и поголема поддршка и помош како за граѓаните, така и за компаниите, велат од СДСМ. Над 76 милиони евра се обезбедени за следниот пакет антикризни мерки за справување со последиците од светската економска и енергетска криза. За поддршка на земјоделството за да се поттикне зголемено домашно производство, обезбедени се дополнителни 3,2 милијарди денари, односно 32 милиони евра. Преку ребалансот се обезбедија средства и за повисоки плати во образованието и детската заштита, како и за рекордно зголемување на пензиите од септември за над 320.000 пензионери. Овој ребаланс на буџетот на дело ја потврдува заложбата на СДСМ за стабилна и развојна економија, но и за повеќе пари во секое семејство, велат од СДСМ. Годинава за прославата на Илинден на 2 август според системот за ротација. Во Крушево ќе биде премиерот Димитар Ковачевски, а во Пилинце председателот на собранието Талат Џафери. Председателот на државата Стево Пендаровски ќе го празнува Илинден во Скопје. Премиерот Ковачевски, како што соопшти владината прес-служба, ќе се обрати на свечиноста која што ќе се одржи на Мечкин камен во Крушево, а свечината програма во организација на владата ќе започне со положување цвеќе на Мечкин камен. Според информациите од кабинетот на Пендаровски, прославата на Илинден ќе се одржи на платото во Вила Водно, како и пред 3 години, односно првата прослава во организација на председателот Пендаровски. Тогаш на прославата на Илинден присуствуваа представници на Сојузот на борците. Беа поканети представници на политички партии и дипломатскиот кор. Лани пак Пендаровски според распоредот беше во Крушево, но и тогаш се обиде да внесе новина во прославата. Па не држеше говор на Мечкин камен, туку претходно имаше видео обраќање. Во Пилинце минатата година беше тогашниот премиер Зоран Заев, а во Скопје Џафери, кој положи цвеќе на споменикот на Методи Андонов Чинто и на президиумот на АСНО. Во продолжение разрешница на Веста, која ја вознемири јавноста пред неколку месеци. Конечно е приведен осомничениот за крадење струја од градскиот трговски центар со цел стекнување на лична корист, а на штета на закупците и собствениците на објекти во трговскиот. Габриел Бајрам со полициска придружба бил донесен во станица на распит за кражбата на струја во ГТЦ и копањето на биткоини. Бајрам неколку пати бил повикуван во полициска станица. Биле испраќани покани, но не се појавувал пред службените лица. По ова, по него бил распишан централен распис и на 30 јуни годинава бил приведен и спроведен во полициска станица на службен разговор. Везествуваме дека по насоки и во координација со основното јавно обвинителство Скопје преземени се повеќе мерки и активности за расчистување на случајот. По неколку неодговарање на покани и непојавување на службен разговор во полициска станица, а по распишан централен распис, полициски службеници од доделениот
одделението за криминалистички работи Центар и Битпазар при СВР Скопје. Го лишиле од слобода Габриел Бајрам од Скопје и со него бил извршен разговор во полициска станица. Продолжуваме со вести од регионот и светот. Во Хрватска досега се регистрирани 10 случаи на заболени од мајмунски сипаници. Сите пациенти се мажи на возраст од 30 до 50 години, а во 2 случаи е констатирано дека се заразиле во странство, изјави синоќа епидемиологот Горанка Петровиќ. Хрватска ги очекува првите серии вакцини против оваа ретка заразна болест во следните недели. Европската комисија организира општа јавна набавка за вакцини. Количеството на распределените дози ќе биде пропорционална на населението на секоја земја членка, истакна Петровиќ. Хрватска може да очекува 1400 дози за имунизација на луѓето кои биле во близок контакт со заболени од мајмунски сипаници. Данската биотехнолошка компанија Баварски Нордик објави дека Европската комисија дозволила незината вакцина Invanex да се продава за заштита од мајмунски сипаници, како што препорача Европската агенција за лекови минатата недела. Ден претходно Светската здравствена организација издаде сериозно предупредување, прогласувајќи го брзото ширење на мајмунските сипаници за глобална здравствена вонредна состојба. Вакцината на БН е вакцина против сипаници што Европската агенција за лекови одобри во петокот како вакцина за употреба во превенција од мајмунски сипаници, откако САД и Канада веќе го направија тоа. Над 550 пожарникари интервенираат во 3 големи пожари во Грција во 3 различни делови од земјата, на Лесбос, на Пелопонес и кај Еврос, активни веќе неколку дена, јави дописничката Намија од Атина. Вчера избувна пожар во западниот дел на Пелопонес во областа Илија, во близина на античка Олимпија, а утрово интервенираат 159 пожарникари со 7 пешадиски тима, 59 возила, 4 авиони и 4 хеликоптери. Веќе трет ден активен е и шумскиот пожар во јужниот дел на островот Лесбос, во кој во саботата изгореа куќи, а превентивно беа евакуирани жители на селата во близина на приморското место Ватера. Во трите пожари предизвикана е материјална штета со изгорена голема површина. А рано утрово избија шумски пожари во Касандра и Ситунија на Халкидики. Европските земји кои не зависат од рускиот газ мора да покажат солидарност со оние кои се принудени да вложат напори за штедење поради предстојните намалувања од снабдување, изјави претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Дури и земјите членки кои тешко купуваат руски газ не можат да ги избегнат ефектите од потенцијалниот прекин на снабдувањето на нашиот внатрешен пазар, рече фон дер Лајен за ДПА пред специјалниот состанок на министрите за енергија на Унијата закажан за вторник. Таа додаде дека економиите на Европската Унија се тесно испреплетени, нагласувајќи дека газната криза во некоја форма ќе влијае на секоја земја членка. Затоа е важно сите земји членки да ја зауздаат побарувачката, да складираат повеќе и да споделуваат со оние членки кои се повеќе погодени, рече фон дер Лајен. Незината изјава уследи по критиките од Шпанија и Португалија за предложениот план за итни случаи за газ на комисијата. Војната на Путин против Украина е и војна против европското единство. Не смееме да дозволиме да не подалат. Не смееме да го уништиме големото дело на обедината Европа што го започнавме со толку многу надеж, рече тој во говорот во Падерборн во неделата, во западниот дел на земјата. Оваа војна не се однесува само на украинската територија, туку влијае двојно во заедничките темели на нашите вредности на нашиот мировен поредок, додаде тој. На предлог на Министерството за здравство, владата ја измени одлуката во врска со препораките поврзани со високите временски температури, донесена во средата, со што препораката за ослободување од работни обврски на ранливите групи граѓани, меѓу кои и бремените жени и лицата над 60 години, е предложена да важи до 27 јули. Како што се посочува во владиното соопштение, од оваа одлука се изземаат хронично болните лица. Според оваа одлука во градинките се препорачува да не се практикува физичка активност на отворено и да не се изнесуваат децата надвор во периодот од 11 до 17 часот. Препораките важат и за единиците на локалната самоуправа.
Црвениот крст и центрите за социјални работи, за давање помош на осамени лица, изнемуштени лица и бездомници во регионите опфатени од топлотниот бран. Исто така се препорачува работодавците да ги почитуваат законските обврски во насока на одредени технолошки и производени процеси, кои представуваат дополнителен ризик за здравието на работниците. Владата упати апел до јавноста и граѓаните за внимателно движење во шумите и избегнување действија кои на отворен простор можат да предизвикаат пожар. И уште една вест пред самиот крај. Вечерва почнува 11-тото издание на Струмица Open Festival. Фестивалот ќе трае до 19 август со вкупно 20 настани на повеќе отворени сцени во градот. Според организаторот, Сдруженијето на граѓани културен забавен живот, овој фестивал е најголемата културно-умитничка забавна манифестација во регионот. Најавуваат уште едно спектакуларно издание и ги покануваат сите да раскажат уште една фестивалска приказна под отворено небо. Програмата е поделена во 3 дела. Фестивалот финансиски е поддржан од Општина Струмица и Министерството за култура. Со оваа вест го завршуваме и ова издание на вестите. Ви благодарам што не следевте. Довидување.